Добро вечер во емисијата 360 степени наосад. Што ќе биде решавачко во трката за иден председател на државата? Ќе успеат ли изборите? Колку работата на владата има влијание на расположението на гласачите? Каков потенцијал има кандидатката на ВМРО ДПМН Гордана Силјановска-Давкова? Како ќе се постават гласачите албанци? Ова е рамката за вечерашнава дебата со Катерина Колозова, извршна директорка на Институтот за општествени и хуманистички науки, Имер Селмани, поранешен председателски кандидат, министер, пратеник и градоначалник, и Александар Карджаловски, прв човек на невладината МЦМС. Верувам дека е прилично известно дека ќе помине Гордана Давкова Силјановска во вториот круг. И тоа мислам дека исто ќе ги изби аргументите на ВМРО да бойкотира во вториот круг. Господине Селмани, вие веќе имавте изјава за Гордана Силјановска-Давкова. Она е профил на кандидат кој што личи 99% на политиките и ги стеви политиките на ВМРО ДПМН и на Ивана. Гордана Силјановска, која што секогаш била дотерана господја, прв пат се појавила без шминка и редовно е, мисля, че не без шминка, без накид, наречена е мајка на нацијата. Значи се оди на оној стереотип кој што е девалвирачки меѓу другото за жените, но кој што е најприфатлив за ова конзервативно патриархално општество. Не се измеривме на референдумот, сега е ова прва прилика да се види дали навистина има мнозинска поддршка договорот од Преспа и дека ќе играат и на таа карта бајаги. Ве разбирам, моето прашање е дали сето тоа не е задоцнето, многу задоцнето. Прашање е потоа што сето тоа ќе може да се направи. Дали ДУИ е предност или повеќе товар на грбот на кандидатот на власта, гледајќи го тоа од аспект на гласачот албанец? Мислам дека прашањето ви е многу точно. Останете наосад, дебатата е по кратка пауза. Вечерва тема во 360 степени се председателските избори. Во студиото се Катерина Колозова, извршен директор на Институтот за општествени и хуманистички науки. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, добре најдов. Александар Карджаловски, уште еден активен од граѓанското општество, прв извршен директор на невладината Македонски центар за меѓународна соработка, МЦМС. Се уште. Па и ќе бидете. Ќе бидете ако не земате пари од државата. Има двојни толкувања за тоа. Моето толкување дека ќе може да останеме, но... А зошто двојни? Мислам дека јасен во тој дел договорот од Преспа, дека приватни организации како што е вашата, дека апсолутно имаат право во своето име да го задржат. Во таа смисла да, ова што го споменавте со финансирањето од државата, иако МЦМС за сега не се финансира од нашата држава, иако планираме, но се финансира од европскиот буџет во голема мерка и во некое толкување тоа исто спаѓа во дефиницијата која е во договорот. Но таму има уште едно ограничување, вели државно финансирање за активности надвор. Сега вие сте главно насочени внатре. За сега, таму дури мислам дека специфично за активности во Грција, не меѓународно, но и без оглед на тоа, толкувањето за државно, за буџетско финансирање би ги вклучило и европските пари. Вие сега имате и на еден начин и половината од средствата што сега ги користиме одат преку Министерството за финансии, иако се европски пари, така да на некој начин и тоа може да се толкува како државно финансирање, но да видиме, јас се надевам дека нема да треба да има интервенција во името. Ај не ве прашувам кој би било новото име тогаш. Имер Селмани, добро вечер и за вас, добре дојдовте, реков поранешен председателски кандидат. Во изборната трка 2009 година, со завиден резултат, инаку и поранешен министер, вице-премиер, пратеник, градоначалник. Со Карджаловски ќе почнам. Ќе успеат ли председателските избори и од што пред се зависи тоа? Вие сте на некој начин вклучени во иницијативи со кои што се мери јавното мислење, истражување на јавното мислење, со помал или поголем успех тоа што го работевте може да се смета за релевантно. Да, малце се уште рано за конкретни анкети, не планираме барем две да имаме. И на примерот на референдумот научивме дека не е доволно да се праша само дали ќе излезете,
бидејќи во сите случаи 3 пати правевме анкета и во сите случаи имаше над 50% одговор, во максималниот случај 68% рекоа дека ќе излезат. Но на крајот испадна 36, сепак третиот пат направивме и плюс прашање контролно, колкава е веројатноста да излезете од 1 до 10 оценка, и испадна дека само тие што рекле 10 или 9, тие излегоа на крај, односно толку беше 35%. Заради публиката, зошто е релевантно прашањето? За победа во прв круг се потребни, се чинат недостижни повеќе од половина од вкупниот број запишани избирачи, што е повеќе од 900.000, што е речиси невозможно дека некој кандидат ќе ги освои. Во таков случај ќе се оди во втор круг, првите двајца првопласирани ќе одат во втор круг, но за да биде избран председател треба минимум 40% од вкупно запишаните да се појават на гласачките места. 36,89, речиси 37% беше излезноста на референдумот. Ова беше можеби максимална мобилизација на СДСМовските, да кажеме, структури и на потенцијалот на албански гласачи. Да, не достигаа гласачите на ВМРО во најголема мерка, иако официјално немаше повик за бојкот, но очигледно имаше повик за тивок бојкот или на терен ВМРО работеше да не излезат луѓето на гласање, само 30.000 имаше што гласаа против. На крај, значи, таа разлика од 610 до 660. Сега мислам дека не е таква ситуација, зашто веќе избра ВМРО ДПМН кандидати. Верувам дека е прилично известно дека ќе помине Гордана Давка Василјановска во вториот круг. И тоа мислам дека исто ќе ги изби аргументите на ВМРО да бојкотира во вториот круг, односно да не се оствари цензусот и во вториот круг. Затоа јас мислам дека ќе се успее со цензусот во вториот круг, кога ќе има кандидатите на СДСМ и ВМРО ДПМН. Селмани, и за вас истото прашање. Мицкоски самиот од конвенцијата во Струга им порача на делегатите бојкот овој пат не е опција. Po, me siguri janë të vetëdijshëm se bojkoti I mundshëm I ВМРО DPMN-s në raundin e dytë, po edhe në raundin e parë, po gjithsesi flasim tani për raundin e dytë, do të ishte drejt për drejt me gjasa të mëdha që mos ketë zgjedhje të suksesshme presidenciale. Ai do të thotë se në qoftë se I marrim parametrat e referendumit, dalja në referendum, edhe pse ndoshta nuk janë 100% relevante daljet në zgjedhjet presidenciale me mundësit ose me daljen në referendumin për ndryshimin e kushtetutës, për arsye se jo gjithë votuesit shqiptar dolën të votojnë, edhe gjithë votuesit e LSDM-s, t'jemi sinqert, nuk dolën të votojnë edhe ata të cilët tradicionalisht e votojnë LSDM-n, një pjesë abstenuan gjatë referendumit, ashtu që drejt për drejt qofse themi abstinimi I mundshëm dhe bojkoti nga ana e ВМРО-s në raundin e dytë do ta bënte ushtrues detyre, kryetar zoti Talat Xhaferin, edhe si kryetari I parlamentit, edhe si kryetar I shtetit, një scenario që besoj se nuk e dëshiron ВМРО DPMN-ja. Por дали може сепак тоа да биде политички интерес на ВМРО ДПМН за на некој начин да ја втурне владата во нова неизвестност, во нова криза, период во кој што повторно наместо да речеме со прашање поврзани со реформите, сега ќе се занимава повторно со евентуална промена на уставот, бидејќи нели се вели дека ако не успеат изборите, можеби ќе се размислува за менување на уставот, за избор на председателот на државата во парламентот и така натаму, што е ново трошење време, енергија, месеци за целата таа процедура да се истера. Po, patjetër se në qoftë se nuk ka zgjedhje të suksesshme, varianta dhe opcioni vetëm është që të ndryshohet kushtetuta dhe presidentin të ardhmen të zgjidhet nga ana e parlamentit. Por fajtor dhe adres 100% e saktë e fajtorit të asaj ndodhije të mundshme do të ishte ВМРО DPMN ose ata të cilët do të bojkotojshin dhe do të agjitojshin për një bojkot aktiv të zgjedhjeve presidenciale. Andaj unë mendoj se nuk do të ketë bojkot, veçanërisht ВМРО DPMN veç bën një fushat aktive, ato e caktuan kandidatin shumë më herët se nga mazhoranca që ende nuk e ka caktuar kandidatin se me cilin kandidat ato do të dalin në këtë garë presidenciale dhe mendoj dhe besoj se ata nuk do të bojkotojnë dhe do të kontribojnë që të ketë zgjedhje gjerë në fund dhe të fitoj kandidati më I mirë.
Normal se ne prej tani mund të supozojmë se kush do të ishte fitues, por në qoftë se këndvështrimi im është relevant, unë mendoj dhe gjithë analiza që thonë se ai kandidat i cili do të ketë përkrahje në raundin e dytë e votuesve shqiptar dhe të bashkësive etnike tjera më të vogla, ai kandidat do të jetë jo vetëm kandidat i mundshëm, po si kandidat edhe shumë i sigurt fitues, në qoftë se nuk ka bojkot të zgjedhja. А како ќе се постават гласачите албанци? Малку подоцна ќе зборуваме во емисијата Крџаловски по разбор пред да дадам шанса да се признесе аргумент за некаков аргумент за ВМРО ДПМН да не успеат да нема цензус би било да се предизвикаат парламентарни избори за 6 месеци, бидејќи ќе мора да се повтори циклусот и тогаш би дошле пак до своето барање да има парламентарни избори што побрзо. Иако мислам па од друга страна држи ова со аргументацијата дека сепак на ВМРО ДПМН не му се исплати да оди на бојкот во вториот круг, иако мислам дека нема големи шанси за победа на која може би се надеваат во моментов со Гордана Силјановска. Друг аргумент што па оди во прилог дека ќе има цензус е што сметам со изборот на Гордана Силјановска ВМРО ДПМН сака да представи борба повеќе про и контра договорот, отколку ВМРО ДПМН СДСМ. Мислите на договорот од Преспа? Да, добро. Колозова, и вие сте активен проследувач и коментатор на случувањата на политичката сцена. Што вели вашата анализа околу ова? Достижени се 40% во вториот круг? Па јас не гледам никаква причина да очекуваме во отсуство на бојкот, поточно, тоа сакам да кажам, нема мотиви за бојкот, значи нема активен бојкот и од тие причини не очекувам низок цензус, низок праг, затоа што нискиот праг во случајот на референдумот се должеше на некаков активен бојкот или индиферентност која што може да се дозволат граѓаните затоа што беа свесни дека конечното решение ќе се случи во парламентот. Значи, која и да е од двете причини пресудна, имаше некаква причина која придонесе активно за тој низок праг на излезност. Во овој случај немате никаква мотивациона сила која што ќе ги натера луѓето активно да бојкотираат или ќе ги остави индиферентни апропо изборот. Разбирам. Duhet vetëm të shtoj. Po kjo nuk do të thotë se në qoftë se nuk ka bojkot aktiv, se do të jenë zgjedhjet e suksesshme. Kandidatët, qoftë kandidati i LSDM-s ose i koalicionit, qoftë kandidati ВМРО DPMN-s i opozitës, duhet edhe shumë të përpjeken, edhe personalisht, por edhe me gjithë përkrahësit e tyre, para se gjithë është partitë politike, t'i motivojnë qytetarët dhe t'i bindin ata të dalin të votojnë, që të llogarisin votën e tyre si investim në të ardhmen. Nuk është e mjaft vetëm mos të ketë bojkot edhe të kemi zgjedhje të suksesshme. Nuk janë në sust votuesit, qoftë ata Maqedon ose shqiptarë, se në qoftë se partia politike thot dilni edhe ato do të dalin të votojnë. Qytetarët dhe votuesit do të jenë personalisht të motivuar të dalin ditën e zgjedhjeve. Ajo do të varet nga oferta konkrete, nga programi dhe nga politika të cilët aktorët, subjektet politike janë ose do t'ju japin përkrahjen atyre kandidatëve. Колозо, да, повелете. Кога кажам дека имало мобилизација за активен бојкот или кога има причини за мобилизација на гласање, не мислам дека луѓето се марионети кои што некој ги диригира нормално, туку дека некој успел во јавниот говор да ги убеди во едната или во другата поента, во ползаат од едниот или од другиот избор. Значи, не ги сметам јас оние луѓе кои што решија да бојкотираат, например, на референдумот за некакви послушници, пасивни, без собствен став, кои слушале нечија наредба. Па и обратно. И обратно. Постои автентична мотивација или да се бојкотира, па дури индиферентноста е автентична на тоа индивидуално ниво. Само тоа сакам да кажам, дека не ги подценувам граѓаните кога зборувам за ефектите на некаква мобилизација. Што според вас значи работата на владата при одлуката на еден гласач во пресрет на председателски избори? И сега кога велам работата на владата, од една страна се поедноставено речено големите
договори со Грција и со Бугарија, подпишаниот протокол со НАТО, членство на НАТО, во НАТО на ДОФАТ. Од друга страна е незадоволството кај дел од граѓаните од високо поставените очекувања од оваа влада, а малку испорачаното во секојдневниот живот овде дома внатре. Да, јас мислам дека на планот на реформите, според препораките на ПРИБЕ, според ургентните реформски препораки на Европската комисија, според мене не е направен суштински напредок, затоа што тој суштински напредок ќе значеше промена на сеопштата клима и создавање на една поповолна и економска и социјална клима. Се согласувате ли дека на едно генерално ниво има една подемократска атмосфера општо во општеството? Општеството е послободно. Тоа да. Само што се прашувам колку на најголемиот дел од населението тоа му значи. Мислам дека слободата на говор, присуството на демократија, мислам дека вие имавте анализа пред неколку години на кој процент граѓани им е позначена демократијата од економската благосостојба и излезе 4% буквално. Че мислам дека образованата елита се грижи пред се за присуството на демократија, за присуството на слободата на јавен говор и отсуство на цензура и сето тоа. Тоа значи сега го имаме. Тоа мене ми значи. Но се прашувам дали на секој обичен граѓанин, дали на продавачката долу и значи тоа доволно, за да ја мотивира да гласа на извесен начин. Сепак ги доведувате во врска односот кон тоа што го прави владата и одлуката на претседателските избори. Да, мислам дека нештата се сигурно поврзани, дека ќе има ефект на логиката како ќе бираат граѓаните. Како ќе бираат. Сигурно дали ќе има. во лицето на кандидатот на владеачката коалиција ќе се одразува тоа што го сработела или не сработела владата? Мислам дека дури и ефектите од на почеток хаотичното, сега малку подобрено работење на локалната самоуправа, дека дури и тоа ќе биде пресудно. Баш на една вечера со представници на граѓански сектор, професори и така натаму, неформално ги дискутиравме состојбите и има еден пријател, колега рече, кога ќе излезе на улица граѓанинот и кога ќе стапне во некој вир или во ѓубре, ќе згази ќе каже да ти се плукна во државата, и значи за него вика државата е се од председател до локална самоуправа до општина. Значи не прави разлика. Значи сето тоа заедно ќе има ефект врз изборот. Повелете. Да, ако во првиот дел бев оптимиста за бидејќи нема активен бојкот и сите партии би учествувале, тоа е некоја гаранција дека ќе се постигне цензусот во вториот круг, ама на другата страна е и она што го покрена Имер, дека не е лесно па да се мобилизираат и тие 723.000 луѓе да излезат да гласат, особено кога се само председателски избори. И ова ќе биде дополнителна демотивација, односно разочарувањето од другите работи на владата, ете решавањето на името и членството на НАТО е позитивата, ама на другата страна нема многу. И дополнително, она што се направи за да се постигне, да се исполни договорот, мислам дека беше доста горка пилула за поддржувачите на владата, као што референдумот беше горка пилула за повеќето граѓани во државата, бидејќи малцинска беше поддршката за договорот во анкетата што ја правевме ние, освен за тие два елемента македонски и МК. За сите други елементи имаше големо разочарување и сега рековме да голтнеме пилулава да одиме понатаму, ама не за многу луѓе беше преголема цена амнестија, па пратениците нели дали ќе гласат или не. Не знам колку сте го испитувале феноменот на клиентелисти кога решаваат како ќе гласаат на избори и дали гласачкото тело кое што можеби сега ќе реши да не гласа за кандидатот на СДСМ и ДУИ, на некој начин ќе биде надополнето од клиентелистите кои што се лепат за власта. Или нема сега такви? Такви имаше повеќе во времето на ВМРО ДПМН. Ќе биде спекулација. Мислам ке се константа. Ама веројатно ВМРО го усоврши тоа низ годините, па можеби се компензираше, ама не верувам дека сега е таква ситуација, односно повеќе има што се разочаруваат,
кога гледаат што се случува, отколку тие што имаат бенефит, па заради тоа би гласале. Салмани, вие што мислите? Колку перформансот на владата ќе влие во одлуката на гласачите? Ајде, еве, кај вас додиме по-специфично. Во одлуката можеби на гласачите албанци. Знаете, значи, Васко, нема 100% да се одрази ниту доброто, ниту лошото работење на владата. И ниту добрите перформанси, ниту лошите, да не ги набројам. Нема 100% да се изразат на гласачите што ќе го поддржат кандидатот условно поддржан од владата или владината коалиција. Затоа што ние веќе имаме образован, едуциран гласач, едуцирано, образовано гласачко тело. Знаат тие кои се очекувањата од претседателот, кои се очекувањата од владата, кои се очекувањата од локалната самоуправа. И тука не треба да се потцени ниту еден гласач, тие знаат дека претседателот на државата е репрезентативен орган, е дека човек кој што ја представува државата пред се надвор, меѓутоа и механизам кој што внатре може да ја контролира преку полугите што му ги дава уставот и законите, да го контролира работата на извршната власт или на собранието дури со усвојување, односно со потпишување или не потпишување на законите. И тука мислам дека граѓаните ќе имат по-другачи пристап. Нема да биде 100% дали некој може да не е задоволен целосно од работата на владата, меѓутоа не значи дека нема да го поддржи кандидатот кој што е поддржан од владата. Тука е првиот момент. Вториот момент, што би било тоа што гласачите албанци ќе ги привлече да гласат. Мислам дека пред се дали ќе нуди програма кој што гледа напред, дали ќе нуди програма која што Република Македонија ја обезбедува и днината на државата во НАТО и Европската Унија, дали ќе биде кандидат кој што ќе се постави како кандидат кој што ќе биде иден претседател и на македонците, и на албанците, и на сите етнички заедници тука во Република Македонија, и на крајот на денот ќе се однесуваат албанците гласачи према кандидатите, дали тој кандидат ќе се обрати до кај нив да им ја побара поддршката или не. Вие веќе имате една изјава за Гордана Силјановска. Ако Гордана Силјановска не најде начин како да се обрати до гласачкото тело, албанското гласачко тело, турското, ромското и така натаму, Гордана Силјановска не може да очекува гласови од таму. А од друга страна, мнозинството, ако и тие не најдат начин како да се обратат до гласачот, нема да биде само доволна одлуката на ДУИ или не знам на Алијансата или на БЕСА за поддршка на тој кандидат. Така што овие избори претседателските се секојаш сплет на повеќе околности. Зависат од кандидатот, зависат од програмата, зависат и од Ама некако може да се насетуваат работите за кои што зборувате и вие веќе имавте изјава за Гордана Силјановска Давкова, велејќи дека таа се чини ќе биде продолжение на политиките што ги водеше актуелниот претседател Георги Иванов. Апсолутно, значи не само што Стојан, туку она докажа и покажа дека во минатото беше во една линија, буквална и хоризонтална или вертикална, како сакате, со ставовите на претседателот, дали во однос на Преспанскиот договор, дали во однос на употребата на законот за јазиците, дали во однос на референдумот, дали по сите прашања кои што ги промовираше. Не е така, господин Салмани, јас реагирав на неуставниот процедурален начин на кој што беше донесен законот за јазиците на... Истото Иванов го каже, он не вика дека е против употребата на албанскиот јазик, он вика дека постапката не била почитувана до крај. А од друга страна, значи, он со сите можни механизми се потруди да го спречи оживувањето на еден сегмент од Охридскиот рамковен договор. Така што, кај граѓанинот, доволно е, значи, вие не може да го лажете граѓанинот, гласачот. Он има чувство према некого кој што навистина го мисли тоа што го кажува, или некој кој што едно прави, друго кажува или трето размислува. Така што мислам дека, и сигурен сум, повеќе од сигурен, дека Гордана Силјановска ќе направи можеби добар резултат кај дел од македонското гласачко тело. Меѓутоа, она нема предиспозиции, за жал, да направи, да биде
магнет, да ја нема таа ареола која што може незе да ја прикаже во светло, да повлече гласачи кои што не се македонски по етничка линија. Значи, она во минатото на ниту еден начин не успеа да се надмине, да ги надмине своите етнички граници и да се покаже дека она размислува малку пошироко. Не зборам демократски, европски и така натаму, затоа што во одредени моменти можеби имало она некоја европска изјава. Меѓутоа, генерално, значи, она е профил на кандидат кој што личи 99% на политиките и ги стеди политиките на ВМРО ДПМН и на Иванов. Ве разбирам. Колозова, вие сте меѓу другото експерт за родови студии. Од тој аспект би требало веројатно да бидете среќна што една од големите партии излегува со жена кандидат на овие избори. Интересно е што тоа е ВМРО ДПМН. И имавте еден пост по првичните реакции во кој што Силјановска беше нарекувана со разни погрдни зборови, сега и јас да не ги читам. Еден пост на Фейсбук во кој што ги критикувавте практично тие критики. Велите, може по 100 прашања да не се согласувам со неа, но дека е чесен човек, остар ум и дека има политички талент е факт, барем признајте дека противникот е достоен. Да. Но за родови студија првата реченица е важна, дека критиката беше критика на мизогинијата во јавниот говор, затоа што девалвациите беа секогаш ад хоминем, се однесуваа на незиниот изглед, незината возраст. Знам само една работа, дека сите овие години со анализите кои што сме ги работеле и како институти и јас индивидуално, на јавниот говор, значи дискурсот и репрезентацијата во јавноста на жените јавни личности, знам со сигурност дека не постои успешен начин на представување кој што нема да предизвика некаква форма на сексизам или мизогинија. Значи, ако сте стара, тогаш е проблемот дека сте стара. Ако сте грда, дека сте грда. Ако сте згодна, тогаш е некој друг проблем и други алузии, да. Тогаш најверојатно не сте компетентна, ако добро изгледате, најверојатно сте глупава и така, ако сте млада, сте премногу млада и така натаму. Исто така оние класични родови карактеристики, она што се очекува дека е менталитет или психологија на жена и маж, тоа игра пресудна улога и развиениот, така наречен развиен свет не е пред нас на тој план. Ако се сетите, Хилари Клинтон беше нарекувана the old bat цело време, додека на англиски мислам дека нема ни збор, соодветен пандан за Сандерс и за Трамп, што би одговарал на the old bat. Ние барем имаме стар вампир или нешто слично. Значи, они не добија такви дисквалификации. После кај неа, кај Хилари, ако ви текнува, беше проблем дека е или премногу цврста, или премногу мека, дека е или премногу се однесува како маж и тоа се доживува како агресивно однесување или студено, ако е рационална, или пак ако покажете емотивност, тогаш тоа се должи на вашата женска природа, па тогаш сте слаба, емотивна и тоа е проблем. Значи, како и да го свртите стереотипот, не е во полза на жените кои што влегуваат во политичка трка. И е ужасно тешко да се спакува наративот, да се спакува дискурсот, да се спакува таа игра на репрезентацијата. Но, мислам дека ВМРО во случајов играат многу интелигентно и дека треба да се следи внимателно таа игра. Гордана Силјановска, која што секогаш била дотерана господја, прв пат се појавува без шминка и редовно е, мисля, че не без шминка, без накид, наречена е мајка на нацијата. Значи се оди на оној стереотип кој што е девалвирачки меѓу другото за жените, но кој што е најприфатлив за ова конзервативно патриархално општество. Една кршлива мајка која буди сентиментална приврзаност. И они очигледно многу итро го имаат спакувано тој пакет и треба тоа да се има во обзир. А како во тој пакет, например, го сместувате поддршката за LGBTI заедницата?
Силјановска отворено ја поддржа ЛГБТИ заедницата. Рече од секогаш имале мојата поддршка, ќе ја имаат и кога ќе станам председател на државата. Веројатно се припишува на таа женска слабост, чувствителност и попустливост кон ранливите може ли да категории. го проста, да го прифата тоа? Еве овие Гордана исти Силјановска гласачи за кои што го напиша во мојот статус, јас го мислам тоа за неа. Она е принципиелен човек. Верувам дека навистина ги поддржува ЛГБТ правата и дека не знам колку и да инсистира една конзервативна партија на други политики, нема да отстапи од некои основни незини вредности, предпоставувам. Најпослед човек кој што толку време имам посветил на родова еднаквост, не би ретерирала. Да, се слика нели со Владко Ѓорчев заедно наводно за Но да покажат единство. символниот пакет е патриархален, тоа што сакав да го кажам. Символниот пакет кој го прави ВМРО за неа, ова мајка храброст, која што ја креираат од неа, тоа е опасноста на која што треба да внимава власта во моментот. Иначе кажете да за Не, вела се слика со Владко Ѓорчев за да покажат единство, што веројатно има своја употребна вредност кај дел од гласачите на ВМРО ДПМН, но сакав помалку да се шегувам дека е интересно што на таа средба си реклеве, например, околу правата на ЛГБТ заедницата, Ѓорчев и Силјановска. Не се. Каржаловски, вие во еден од вашите претходни одговори рековте дека ви се чини дека може да биде хендикеп за кандидатот на владеачката коалиција ако тоа биде отворен пропонент на договорот од Преспа, таков ќе биде очигледно кандидатот на владеачката коалиција, зашто наспроти себе има човек кој што иако ги нијансира сега изјавите од тоа дека сака да биде реалист, договорот од Преспа е реалност, е на сила, но од друга страна не отстапува од ставот дека ќе формира експертски тим кој што ќе работи на тоа да го поништи договорот од Преспа. Тоа се чини во старт утнат председателски мандат, бидејќи е напросто невозможно тоа да се случи. Државата отиде пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг и го доби процесот и на крај видовме дека таа пресуда практична вредност имаше нула. Добре, би го поврзал тоа со планирањето што би рекла Колозова во ВМРО ДПМН, како всушност и да се победи евентуално, иако сите анкети даваат мали шанси за тоа да се случи, плюс албанските гласови на згора на тоа, така да скоро неверојатно. Не дава шанси. Сега една работа, само да искоментирам за ЛГБТ, Силјановски на самата конвенција кажа дека таа добила поддршка од партијата, ама нити е член, нити па во целост се согласува со сите ставови, ќе си остане во некои работи доследно на тоа што се незини принципи и ставови. А за ова со договорот од конкретното Преспа. е прашање, бидејќи мислам дека незиниот избор на ВМРО е дел од целиот план на како евентуално да се добијат изборите, на сентиментот, на разочараноста на и од референдумот, тие што не излегоа на гласање, што бойкотира активно, и од разочараните од се што се отстапи за да се стигне до договорот и да се представи како таква борба. Не се измеривме на референдумот, сега е ова прва прилика да се види дали навистина има мнозинска поддршка договорот од Преспа и дека ќе играат и на таа карта бајаги. Ве разбирам, но моето прашање е дали сето тоа не е задоцнето, многу задоцнето. Прашање потоа што сето тоа ќе може да се направи и пак ќе биде кохабитација, пак ќе има изјави па не може ова. И таа и самата вели, нели, во нијанси на изјавите, да, тоа ќе биде моја намера, но не зависи се од мене и некои работи не може да се променат. Господине Селмани, дали ДУИ е предност или повеќе товар на грбот на кандидатот на власта, гледајќи го тоа од аспект на гласачот албанец? Предпоставам тоа, повеќе мина си го поставуваат како прашање. Од една страна е ДУИ со сета своја инфраструктура како партија која што е долго на власти, која што гледаме дека и кога има слаб резултат, тоа е резултат кој што оди над 80.000 гласови, но од друга страна е целиот тој багаж кој што го носи, токму поради тоа што била во власт. Да, мислам дека прашањето ви е многу точно. Одговорот ќе се потрудам да го дадам многу кратко. Значи,
не може 100% дуи да ги мобилизира сигурно албанските гласачи. Меѓутоа, по друга страна, не може кандидатот да смета дека 100% без дуи ќе победи лесно. Така што ќе мора да се соочи со фактот дека ќе има поддршката на една политичка партија која што е внатре во владата, која што со сите јаки и слаби страни кои што нели со нејзе идат во пакет и дека ќе мора да најде начин како да даде порака до гласачот, потенцијален да го гласа, дека све тоа што е лошо, дека нема да го практикува во својот мандат или ќе најде начин како да го спречува да не се повтори лошото. А од друга страна, се разбира дека ДУИ е политичка партија која што не само што има 10 пратеници во парламентот, е политичка партија која што има поддржувачи, има традиционални гласачи кои што ако не застане ДУИ за тој кандидат, веројатно би се определиле пред се да не излезат да гласат и да се абстинира, да се гледат се на денот на изборите. Бидејќи неучеството на ДУИ на претходните избори практично помогна Ѓорги Иванов да стане председател. Ѓорѓи Иванов е приказна за себе. Значи, Ѓорѓи Иванов 2009 година, ако не се лажам, ја имаше поддршката генерално вториот круг. Може би не толку активно, меѓутоа имаше поддршка од страна на ДУИ. Да. А Ѓорѓи Иванов вториот мандат 2014 година имаше поддршката можеби не 100% активно, меѓутоа од еден дел од структурите на ДП. Така што и Ѓорѓе Иванов не успеа и немаше да успее да биде председател, да имаме 40%, да немаше гласачи по чисто албанските средини, кои што излегува и кои што го надополнија тој цензус од 40%. Така што, ако ВМРО ДПМН во најдоброто свое време, кога едноставно знаеа дури до еден глас последен, што ќе го имат ден пред тоа, знае следниот ден колку гласови ќе имат на председателски, на парламентарни избори, не успеа да направат и не беа сигурни дека ќе направат резултат позитивен со 40% плюс еден гласач, СДСМ неоддалеку во ова време, во ова окружување, со сите предности кои што ги носи сега веќе измената на уставот, рамковниот договор, законот за јазиците и така натаму, меѓутоа и со сите багажи кои што сега се влечкат негативни, не може да очекува дека без поддршка и не залудна е политичката дебата, диалогот, политичката борба на премиерот да ги придобие не само ДУИ, туку и сите останати политички партии на албанците и помалите политички партии на етничките заедници. Значи, до последниот гласач да ги придобие, кој што потенцијално ќе го поддржуваат кандидатот на СДСМ. Така што, овие избори се многу комплицирани, не се едноставни и тоа што го кажав на почетокот, го кажувам и сега. Идниот председател ќе мора да смета на гласачите албанци и на етничките заедници помали и да ги убеди да гласат ако сака да биде председател. Инаку, тешко дека ќе имаме 40%. Колозова, сте размислували ли што се вашите главни очекувања од идниот шеф на државата? Искрено не сум размислувала многу на таа тема, повеќе ме интересирале прашањата кои претходно ги дискутиравме. Најпрви целава оваа родова динамика, како ќе се одвиваат нештата на тој план. Значи повеќе се занимавам со, не знам, наблюдување, анализа одошто некакви очекувања, искрено кажано. Што би ве водело вас во одлуката, може би е нели непристојно сега малку ова што одам во таа зона, повеќе од аспект на активен поддржувач на договорот од Преспа, бидејќи бевте една од оние која што не криеше и активно јавно се залагаше за тоа дека договорот од Преспа е добро за државата. Во таа смисла, да, сигурно не би поддржала кандидат кој што целата своја кампања и визија за иднината ја подпира на некакво ламентирање за давнешно и скорешно минато. Сигурно би поддржала кандидат кој што има визија за иднината и тоа непосредната иднина.
за жал нема да бидам во Македонија во тој период да гласам, така што не сум размислувала Ниво прв, многу ниво на втор тој круг? начин. Да, ниво прв, ниво втор. Па добро, Ќе слободна сте одам тоа. другите диктатури по Европа малку да ги анализирам. Каде одите? Во Франција, малку Германија, така истражување некој. Диктатури? Се зафркавам се диктатурите. добро, јас се Не, збунив. анализа на новите популизми во Европа, тоа е темата на истражувањето, ава беше зафрканција за диктатурите. Да, во овие две земји има силни Да. популистички структури, политички партии. Да, Може ли во подем прашање, ако немате друго за крај, ние нели кога не знаеме што си правиме, си нарачуваме анкета и на последната декемвриската се бараше честност, одговорност и толеранција. Значи тие се главните карактеристики на посакуваниот кандидат кај граѓаните. Значи честноста доста високо котираше наспроти сите други, а потоа и одговорноста, чувството за одговорност, а и толеранцијата за да може поларизацијата во државата да надмине. Не верувам дека со овие избори ќе успееме да добиеме таков кандидат, бидејќи тоа е веројатно за систем председателски, каде што во собрание се избира председателот, па тогаш може да се постигне консензус. Кога има избори компетитивни, тешко консензуален кандидат во правата смисла на тоа, односно да биде поддржан од најголемиот Да ги граѓани. засилам стереотипите. Интересно е Силјановска ако победи, ќе имаме командант на врховните сили, кои што ќе бидат дел од НАТО, жена. Гордана Силјановска-Давкова ќе ги командува силите на Северна Македонија во Да НАТО. видиме. Салмани, завршуваме. Што би била вашата сумарна порака? Сумарна порака, не случајно граѓаните избрале честност, одговорност, толеранција, затоа што знаат, имаме едуцирани гласачи кои што знаат дека председателот не може да им го поправа тротоарот или водоводот или да им го подобрува условите во училиштето. Ама знаат дека мора да бидете вистински демократ, да биде татко, односно да биде председател на сите граѓани или мајка. Знаат дека треба да биде чесен, значи кој што мора да биде и одлика и на секој политичар. Меѓутоа председателот, пошто е единка во функцијата, сигурно дека го очекуваат и се разбира одговорен. Не можете вие да бидете добар председател со неодговорна однесување, да не подпишувате, не знам, да не го почитувате до крај уставот, да не подпишувате закон затоа што имате парламентарно мнозинство кое што вас претходно не ве избрало. Мислам дека тоа е одговорно и можеби нема да стигнеме до идеален председател, ама сум убеден, па и оптимист, дека ќе стигнеме до председател кој што ќе гледа напред, Македонија да однесе напред, а нема да гледа цело време во корењата, во ретровизор и да не врати назад, односно председател кој што ќе создаде повеќе пријатели на Република Македонија, а не тие пријатели кои што ги имаме сега стекнато макотрпно да ги намалиме. Да. Деноиве беа одбележени 15 години од смртта на председателот Борис Трајковски, ако не беше многу почитуван и ценет за време на својот мандат, потоа околу него се изгради една приказна, не велам дека неосновано, напротив, дека практично успеваше да минува преку партиските линии, иако беше предложен од ВМРО ДПМН, во клучен момент отиде над линиите на партијата ВМРО ДПМН, поведе еден важен политички процес во 2001 година и ако бидеме среќни како граѓани да имаме минимум таков шеф на државата, веројатно треба да бидеме задоволни. Ако малку се навратиме на тоа што во главата имаме за покојниот председател Борис Трајковски, сигурно дека имаме честност, имаме толерантност и имаме одговорност. Значи, затоа не случајно тие се вредности кои што трајно остануваат понатаму и не случајно ја има таа почит надвор и во државата, можеби во државата со задоснување, меѓутоа јас учествував и на молитвениот доручек и дебатата која што се отвори по повод 15 годишнината од трагичната несреќа и навистина толку пријатели од надвор, толку бивши председатели, функционери во регионот и надвор да дојат со толкава голема почит
према председателот, покојниот председател, во одреден момент не направи горди ние што живееме тука, ама и да размислуваме за идниот профил на председателот. Жално е што сето тоа сепак се случува по смртта на тој човек, но да, веројатно е за почит сето тоа. Благодарам што вечера бевте дел од 360 степени. Сега бевме интересни за публиката, ве поканувам да останете на Алсат. По кратката пауза е саботажата. Откако го реши проблемот, премиерот почна сериозно да се занимава со практичната имплементација, но постапувајќи надвор од рамките на она што е едуциран. Тој открива дека по се изгледа, потајно сака, по вокација, да биде лектор. Еден убав настав за предприемништвото е во Република Македонија. Република Северна Македонија. Тие ќе бидат областите кои што ќе обезбедат подобри економски околности за работа во Република Македонија, да ја подобрат во Република Северна Македонија. Направените корекции не значат и промена на идентитетот, иако во македонската јавна сфера има многумина кои редовно се обидуваат и успеваат лажно да се представуваат. Од тие невообичаено, секогаш и без исклучок, истиот функционер избран од собранието со мандат од 5 години да прифаќа да настапува како толкувач на политичките случувања. Мои гости вечерва се аналитичарите. Александар Даштевски. Добро вечер, професор. Добро вечер, добро Недов. Благодарејќи на потписот врз овој документ, аналитичарот ама во вистинската улога што ја извршува, на екс-премиерот му даде во рацете карт бланш за политички азил. Слична адаптација, ама со барањето за одземање имунитет за неговиот претходник, приготви и војникот кој во меѓувреме станал добар изведувач на сценаријата, ама изгубен во улогата што му ја довериле, од и видео и гестикулативната документација е за златна малина. Бидејќи времето се приближува за гласање, Дайте ми услови да читам. 30 секунди, изволите. Каков заклучок Изволите, имаш збор, кажи. Која ти е та реакција? Изволите, кажи. Ја прекинувам седницата. Дури архитектите се свесни дека на истиот начин не оди да се врши работата. Поотворено зборуваат дека како и со правото, така и проблемот со плановите не може да се решава со оние што дозволиле да се стимулираат дивоградби. Ние се соочуваме со проблем, са јас прв пат веројатно вака отворено ќе кажам, дека истите луѓе што претходно 11 години не ги правеле плановите, сега не ги прават пак. Затоа има луѓе кои се подготвени за секој предизвик и имаат неверојатен успех да се приспособуваат и спремно да се соочуваат со секоја новонастаната ситуација. Замолила од режијата ако може да ги трнеме шишињата, малку можеби да се тргнат на страна, да шашата може да ви остане. Да. Петровски не моравте вие веќе дојдеше смеател, повелете, продолжи. Јас сум човек што завршува работи сам, не чекам друг да ми ги заврши. Тргнати се флаш 6. И на крајот за еден човек кој е непрекинато под обсервација на јавноста, за себе мисли дека не е јавна личност, но познава други јавни личности. Лично го познавате Сашо Мјалков? Зашто ве обвинува? Лично го познав Лупче, да, и тебе да знам толку колку што го знам и Сашо. Те познавале или не? Е важно дали си јавна. Доволно е да си личност. Особено важно. Толку за вечерва, благодарам што бевте со 360 степени. На Алсат следуваат вести, останете да ги видите, а ние повторно се гледаме в понеделник од 22. Пријатно!